Здравиот човек има многу желби, а болниот само една. Вистина е дека здравието е наше богатство. Тогаш вложениот труда не следите е на вистина паметна инвестиција. Природата не вика да ни даде здравје. Земете здравје од природата. Во оваа емисија ќе се трудиме со нашите совети, кои се богатство на природата, на многу едноставни и интересни начини да го сочуваме нашето здравје или вратиме, или да го одржиме во здрава кондиција и во иднина. Добре дојдовте во светот на здравата храна, здравите мисли и здравото тело. Може би ви звучи чудно зошто постарите порано главоболките ги лекуваат со моркови, а габичните инфекции со кафе. Тие рецепти почиваат на 100-годишно искуство. Често пати се случувало луѓето да си помогнат сами, зашто на стотици километри немало ниту лекар, ниту аптека. Поколенијата учеле како да се лекуваат од искуството на постарите со продукти од домаќинството и од природата. Во оваа емисија дознаваме за многобројните народни рецепти кои нашите баби и ден денеска ги пременуваат во лекување на одредени болести. Лек за искашлување од мед и кромит. Изберете фина и здрава главица кромит со средна големина. Исечете го само делот кај коренот. Кромитот засечете го со остар нож надолж и попреку, но не сосема до дното. Така подготвената главица ставете ја во подлабока здела и полите ја со 2 лажици природен мед. Садот прикрити го со целофан и оставете на собна температура неколку часа. Потоа смесата процедете ја преку густа газа. Тоа е доза за 1 ден. Земајте по една лажичка од сиропот на секои 2 часа, може и почесто. Сигурно по кратко време ќе почувствувате дека полесно дишите и набрзо ќе почнете да искашлувате. Најдобриот лек за сите белодромни болести – домашен сируп од тегавец. Тегавецот е драгоцено лековито растение, неправедно запоставено и недоволно користено, и чие време веќе настапи. Иако со децении се прават природни сирупи од тегавец против кашлица и разни белодромни болести, најновите истражувања покажале некои фантастични лековити својства. Во народната медицина тегавецот се користи за лекување на рани и чирови, за отоци и воспаление, додека како чај или сируп се користи за полесно искашлување, растворање на белодробниот слуз и за чир на желудникот. Традиционален рецепт за сируп од тегавец. Сирупот од тегавец се препорачува за сите кои страдаат од белодробни болести, туберкулоза, отежнато дишење, упорна кашлица, болки во градите и прекумерен слузав секрет. Потребна ви е голема стаклена тегла со капак што добро се затвора од 5 литри и на дното се става слој со дебелина од 3 см, стиснати листови од тегавец. Врз тегавецот се додава слој кафеав шеќер 1 см, а врз тоа уште 1 слој од тегавец. Така продолжете наизменично се додека теглата не се наполни. Смесата треба да отстои една ноќ и следниот ден на ист начин се надополнува со истите состојки, бидејќи во текот на ноќта содржината во теглата ќе спласне. Тоа се повторува се додека теглата не се наполни догоре. Потоа во дворот се копа дупка, а теглата се заштитува со неколку слоеви фолија, најлонска или алуминиумска, или пак со восок, и се става во дупката, се закопува со земја. Се покрива дупката со даска врз која ќе ставите голем камен. Теглата треба да отстои 3 месеци закопана во земја, после што содржината од теглата се цеди и така добиениот сируп од тегавец треба еднаш да проврие. Добиениот сируп се чува во стерилен стаклен сад. Овој домашен сируп е најдобриот природен помошник против сите белодромни болести. По потреба сирупот се консумира по неколку кафени лажички дневно за деца и исто толку супени лажици за возрасни. Природен лек на професор Мермерски против висок крвен притисок. Специјалистот по здрава исхрана професор Мермерски создаде рецепт за намалување на високиот крвен притисок и ризикот од инфаркт. За да го подготвите чудотворното лекарство, треба да олупите 400 грама лук, 4 големи лимони и да ги пасирате заедно во блендер. Добиената смеса се префрла во тегла, се додаваат 300 грама мед и потоа се меша со дрвена лажица. Неопходно е леко да се чува на суво, темно и ладно место 25 дена.
Смесата се консумира секое утро и вечер. Во неколку лажици кисело млеко треба да се раствори една супена лажица од смесата со 20 капки прополис и една кафена лажичка цимет. Така подготвената смеса се конзумира 2 пати дневно половина час пред јадење, наутро и навечер, непосредно пред легнување. Лековитиот микс од лук, лимон, цимет, мед и прополис може да не заштити или излекува од висок крвен притисок, како и од многу други болести. Најдобриот лек за реума и гихт – чајот бреза. Бидејќи чајот од бреза ја зголемува функцијата на бубрезите, односно елиминацијата на водата од организмот, тој помага и во исфрлањето на штетните отрови од телото. Според тоа, брезата е природен чистач на организмот. Воедно, чајот од бреза врши дезинфекција на уринарните патишта. Чајот од брезовите лисја не треба често да се пие, бидејќи има и други лековити билки со слично дејство во поглед на излачувањето на урината, но тој посебно се препорачува за растварање на бубрежните каменчиња и за нивно побезболно исфрлање. Брезовите лисја се користат многу успешно и за лекување на кожни заболувања, лишаи, ги отстранува белковините од урината, ја исфрла киселината од организмот, па се користи како природен лек за грозница, ревматски заболувања и водена болест. Во пролет, кога ќе почнат да циркулираат соковите, се пробушува дупка во брезовото стебло. После тоа, дупката се затвора со дрвен клинец. Од едно стебло може дневно да се собере околу 4 до 5 литри сок, а околу 170 литри во сезона. Честото бушење на едно исто стебло штетно делува на дрвото, му се намалува отпорноста према габичните инфекции. Брезовиот сок е богат со шеќер, па доколку го загреваме до врење се добива брезово вино. Сокот и виното од бреза се одличен природен лек за лекување на атеросклероза, гојазност, бубрежни каменчиња и други бубрежни заболувања. Природни рецепти од бреза. Чај против водена болест. 5 грама листови од бреза, 5 грама розмарин, 5 грама листови коприва, 10 грама конјско опавче и 10 грама листови од боровинка. Една лажица од оваа мешавина се прелива со 2 децилитри врела вода. Оладениот чај може да се заслади со мед. Применете иста количина на листови од бреза, листови коприва и кора од крушина. Чајот пригответе го и пиете го исто како и во претходно наведениот рецепт. Ефикасен народен лек за попуштени вени. Потребни состојки: 15 грама прополис, 10 грама кантарион, само цвет, 50 грама линцура, 50 грама розмарин свеж, 15 цвета зелен планински чај, 50 грама мајчина душица и една ракија од 50 до 55 степени. Подготовка. Сите состојки се ставаат во стаклено поголемо шише. Шишето убаво се затвора па се завиткува во црна кеса. Шишето се чува 40 дена во фрижидер или закопано во земја. По изминати 40 дена се прецедува и се пие 3 пати на ден по половина ракиена чашка. Најефикасен домашен лек за синуси. Доколку мислите дека сте пробале се што сте можеле, а во ништо не сте го пронашле лекот, вие предлагаме оваа домашна смеса за која не ви е потребно многу време ниту пари. Состојки: една мала шолја мед, една мала шолја сок од лимон, 5 до 7 ротквици, еден мал виолетов кромит и 6 чешњиња лук. Подготовка. Добро измијте го зеленчукот и излупете го кромидот и лукот. Исечете го на четвртини и измиксирајте ги во блендер. Додадете ги сите состојки, повторно промешајте. Мешавината претурете ја во тегла и оставете ја во фрижидер. Користење. Возрасни лица земаат околу 2 лажици дневно или повеќе по потреба. За децата препорачлива е максимум 1 лажица дневно. Првите реакции на препаратот ќе ги забележите по само 24 часа. Природен лек за шеќерна болест, диабетес. Од оваа растение направете чај. Гликозид миртилинот, екстракт од листовите на боровинка, со право го нарекуваат растителен инсулин, бидејќи е мощно и успешно природно средство за лечење на шеќерната болест, но со постојана соработка со лекарот и диета.
Чај против шеќерна болест, 20 грама листови од боровинка, 20 грама листови од црна дудинка, 20 грама добрица и 40 грама бели мешунки од грашок. Сите компоненти добро измешајте ги и 3 лажици од мешавината варете ја 15 минути во половина литар вода. Тргнете го садот од оган, покријте со капак и оставете да отстои 3 часа. Се пие по една доза 3 пати седмично. Во традиционалната медицина боровинката е ценет лек против акутни и хронични интерни болести, особено за децата при стомачен тифус и паратифус, како дополнителна терапија на антибиотиците, бидејќи чајот од листови и плотна боровинка во рок од 24 часа ги убива тифусните микроби, оние одговорните за паратифус, коли бацили, што значи дека лечи одредени воспаление на тенкото и дебелото црево. Бидејќи боровинката ги врзува бактериите и нивните отрови, ги уништува заразните микроби, смирува, го зајакнува и прочистува црниот дроб, лечи состојби на пореметено варење и труење со храна. Чајот од боровинка ефикасно го спречува создавањето на уринарна киселина, што е особено важно за луѓето болни од гихт. Свежо цедениот сок од боровинка е еден од најдобрите природни лекови за испирање на грлото при воспаление, афти, воспаление на непцето, за леукоплака на јазикот, предизвикано од многу пушење. Ако сокот се задржи неколку минути во уста, го отстранува и непријатниот мирис. Свежиот сок отстранува цревни паразити, особено глисти, и го намалува холестеролот. Чајот од листи плотна боровинка ја смирува кашлицата и поттикнува исврлање на секрет, односно искашлување од белиот дроб. Вистински лек за проширени пори. Како сами да го направите лекот за проширени пори и конечно да заборавите на овој непријатен козметички проблем? Станува збор за домашна маска од природни продукти која лесно се прави и која докажано има ефект и дава добри резултати. Што ви е потребно за приготвување на маската? Една супена лажица ливадски мед, половина филџан топло полномасно млеко, 4 супени лажици пченично брашно, една супена лажица маслиново масло и 3 капки етерично масло од лимон. Сите продукти се мешаат заедно во стаклен сад додека не се добие изедначена смеса. Ако има потреба, додадете уште малку од маслиновото масло. Лицето треба најпрво да го измиете со нежен, неагресивен течен сапун и да биде суво кога ќе аплицирате маската. Оставете да делува половина час и на крај измијте со млака вода. Оставете лицето природно да се исуши. Најдобро е да не нанесувате ништо, но ако кожата ви е сува, нанесете само лесен хидрантен крем. Не се препорачува тешка шминка, коректор и пудра месец дена додека трае терапијата. Маската се аплицира 2 пати седмично навечер пред легнување. Ако се придржувате кон наведеното упатство, проблемот ќе биде решен во рекордно време. Домашен лек против брадавици, херпес и габи. Поради моќното антиинфламаторно средство, тој успешно може да се користи за лекување на кожни имунолошки проблеми. Мелениот лук се применува против брадавици, херпес и габи. Еве како да си ја приготвите потребната паста. Излупете и сечкајте 4 чешниња лук. Измелете ги и додадете 3 лажици природен оцет. Секој ден приготвувајте свежа паста и нанесувајте ја врз заболеното место. Нема потреба да ја држите компресијата повеќе од 15 минути, бидејќи неговите активни супстанции се доволно силни и дејствуваат ефикасно за тоа време. Ова е најефикасниот рецепт за лечење на кашлица и бронхитис. Бронхитисот представува воспаление на белите дробови и обично се појавува како последица на вирусна инфекција, грип или настинка. Оваа состојба води до постојана влажна или сува кашлица, која може да трае од неколку дена до 2-3 седмици. Овој домашен лек може да излекува и најупорната кашлица, која ве тормози и нема да имате потреба од дополнителна терапија. Потребни состојки: 250 мл млеко, една супена лажица путер, една супена лажица мед, една жолчка и 1/4 филџан сода бикарбона. Најпрво се вари млекото. Откако ќе се олади на 35 степени,
Се додава путерот, медот и на крај жолчката и содата. Ова е многу ефикасен рецепт од народната медицина, лекува бронхитис, ларингитис и упорна кашлица кај деца и возрасни. Лекот се пие навечер пред легнување најмалку 5 дена. Еве уште еден рецепт за побрзо да ги прочистите белите дробови од насобраниот секрет. Ќе ви биде потребно 2 ступени лажици маслиново масло, 2 ступени лажици сок од лимон, 2 ступени лажици вода и 1 ступена лажица мед. Измешајте добро и испијте го лекот. Се пие наутро на гладно најмалку 5 дена. Останете во добро здравје и грижете се за себе. И земајте го најдоброто што ви го нуди природата.